1. maj, ден на трудот и најголем празник на трудот, празник на целиот работен народ. Празник што најдлабоко се врежа во срцата на милиони работници од целиот свет во изминатите 94 години празнување. 1. мај, ден на работничката класа и на нејзината интернационалистичка солидарност, на нејзината борба за подобри услови за живеење и за поголеми политички права. Ден што длабоко е втиснат во срцата на работниците од Европа, Америка, Азија, Африка и Австралија. Тој ден тие празнуваат. 1. мај 1886 година. 16 часови работно време. Крајно неповолни услови за работа. Насекаде низ Соединетите американски држави штрајкови и демонстрации. Се под паролата за 8-часовно работно време. Но овие овде во Чикаго тој ден доживеа трагедија. Полицијата изврши колеж над демонстрантите. 4 од организаторите на штрајкот беа осудени на смрт. Тука почна првиот 1. мај. Во знак на сеќавање на чикашките настани, 3 години подоцна, Парискиот конгрес на Втората интернационала го прогласи 1. мај за ден на борбата на меѓународниот пролетаријат за 8-часовен работен ден. Во одлуката се вели: потребно е во одреден ден да се организира голема меѓународна манифестација и тоа така што тој ден истовремено во сите земји и во сите градови работниците да им упатат на државните власти барање за уведување 8-часовно работно време и да се спроведат другите одлуки на Меѓународниот конгрес во Париз. Решението сложно беше прифатено од работниците од Европа и од Америка. И уште идната 1890 година првомајските демонстрации беа најзначајниот настан во целокупниот политички живот во Европа и во Америка. Стотици илјади работници ја напушти работата. Се бараше 8-часовно работно време. Истата година демонстрации беа одржани и во Загреб, Љубљана и Нови Сад. Беа разбранувани десетици илјади работници што дотогаш воопшто не учествуваа во политичките борби. Буржуазијата беше во паника. Војската и полицијата беа мобилизирани. Банките во Виена ги обседнуваа застрашените влагачи од Париз, Берлин и Лондон. Вакво движење не е забележено од 1848 година, јавуваше австро-унгарскиот печат. Француската буржуазија однапред предупредуваше дека секој собир со сила ќе го растори. Шпанските власти пред празникот ги затвораа социјалистите. Во Англија 200.000 демонстранти. Ова е нашата прва победа во Лондон, зашто народот тргна со нас, му пишуваше Енгелс на Зорге. Првата смотра на меѓународниот пролетаријат беше извршена. На вториот конгрес на Втората интернационала 1891 година се водеше полемика околу денот на прославата. Германските и англиските представници бараа да се прославува првата недела во мај, а револуционерното крило тоа да биде на 1. мај. Конгресот најенергично ги повика социјалдемократските партиски организации и синдикатите во сите земји секоја година на 1. мај да демонстрираат за законско воведување 8-часовен работен ден и за класни барања на пролетаријатот. По резолуцијата на Циришкиот конгрес на Втората интернационала, првомајската прослава требаше да биде и демонстрација на цврстата волја на работничката класа преку социјална револуција да ги уништи класните разлики и да појде по пат што води кон внатрешен и меѓународен мир. Од година во година, мајските демонстрации добиваа нови и нови содржини. Од борба за 8-часовно работно време, во следните години прославата се претвори во вид на класна борба. Иако малубројна, и работничката класа на Македонија тој ден приредуваше демонстрации и излети.
Првата прослава во Македонија е забележена во Битолско во 1898 година. Од весникот Народ од истата година дознаваме дека еден од славениците говорел за историското значење на празникот, за борбата за 8-часовно работно време, за економското и за политичкото робство. Во првомајскиот проглас од 1896-97 година македонските социјалисти повикуваат: "И ти, несреќен македонски народе, приклучи се кон овој вик на радост и надеж и пушти се во нерамна и крвава борба со предсмртните зборови на уста слобода или смрт. Бори се затоа што ти ги имаш правата да победиш." Во почетокот на нашиот век, под паролата "Пролетери од сите земји обединете се", се собра работничката класа од Русија, Германија, Англија, Полска, Австро-Унгарија, Франција, Белгија, Јапонија, двете Америки и други земји. Класната борба на работниците станува жива стварност. Во 1909 година прослави се одржани во Скопје, Солун и Куманово. Мајските прослави кај нас имаа своевиден облик. Покрај борбата за 8-часовно работно време, има и поширока револуционерна содржина, во која се истакнуваа не само класно-економските и политичките барања на работничката класа, туку и барањето за национално ослободување на македонскиот народ. Бројот на демонстрантите од година во година постојано се зголемуваше. Во 1911 година во цела Србија во прославата учествуваа над 14.000 работници, а уште идната 1912 само во Белград во прославата учествуваа 10.000 работници. Социјалистичка зора, орган на Скопската социјалдемократска партија, во 1912 година пишува: "Оваа 1912 година за пролетаријатот донесе пријатно изненадување и радост, а за буржуазијата страв и трепет. Огромната класна борба во оваа година јасно ни покажа колку блиску се конечните победи на пролетаријатот и дека веќе со една нога сме згазиле во социјална револуција, од која ќе изникне новата општествена зграда што се заснива врз социјалистички начин на производство, така наречено социјалистичко управување." Големата октомвриска социјалистичка револуција во Русија отвори нова страница во историјата на човештвото и на првомајската прослава и даде општонароден карактер. 1. мај стана празник на трудот. Тоа беше нов, уште поголем замав на прославата. Берлин, 1923 година. Импозантна прослава. Над 500.000 работници учествуваа во прославата на 1. мај. Во Кина, Индонезија, Индија, пролетаријатот истапи со паролите за 8-часовно работно време, за политички слободи и за укинување на империалистичкото робство. Меѓу основните барања на работничката класа, насекаде беше барањето за подобрување на несносливата положба. Но буржуазијата не беше дарежлива. Ретко каде работниците успеваа барем сосема малку во остварувањето на своите барања. Меѓу двете светски војни, поголеми прослави во Македонија беа забележани во Скопје во 1923, 1934 и 1935 година, во Велес 1934 и во Битола во 1938 година. Ни политичките затвореници не пропуштаа да го одбележат тој ден. Такви беа примерите на Велешкиот затвор во 1937 година и на Сремско-Митровачкиот во 1939 година. Во Скопје пред војната се организираа разни прослави од страна на Комунистичката партија, али преко легална форма, преко урсовите синдикати. При урсовите синдикати
постоеше друштво, работничко културно-мечко друштво Коста Абрашевиќ, во кое имаше неколку секции, почнувајќи хорска, музичка, драмска, рецитаторска и други, каде се врше разни припреми за вакви случаи, за вакви излети, за вакви прослави во природата. Местата каде се користеа за вакви прослави, за вакви излети беше Матка, а тоа е баш и ова место овде кај манастирот, селото Шишево, Водно крај Скопје и Катланово. Се разбира дека прославата на 1. мај, да кажам, беше забраната да се прославуваат. Прославата на 1. мај се прославуваше илегално. Така да тие работи се знае и се водеше сметка. Се разбира, во организирање на вакви прослави се користе празниците као што е Велик ден, Ѓурѓов ден, Илин ден и други. А што се односи на 1. мај, се користеше формата, да речеме, ако беше во петок 1. мај, се користеше неделата, наредната недела, и се организираа вакви прослави. Но овие прослави програма беше различита. Таа програма завише се од способноста на другарите кои работеа во друштвото Коста Абрашевиќ. Се изведуваа скечеви, се организира, се изнесува рецитации, се корише така наречено врапче, каде се изнесува актуелни политички проблеми и према ситуацијата се изнесуваше и за политичка ситуација, некој ќе говореше од присутните, се разбира однапред организирано. Овие прослави имаа големо значење за собирањето на работничката младина и студентската младина. Тоа беа и контакти измеѓу работничката и студентската младина. Тие прослави создаваа интерес кај работниците, кај студентската, школската младина и стануваа све помасовни, затоа што на нив се изнесуваше интересантна програма, се изнесуваа прашања кои се однесуваат на животот и работата на работничката младина, се пеа револуционарни песми и се разбира, се играше, се пееше, така да на општо задоволство на сите присутни новие приредби, новие излети кои ги навикаваме ние, присутните останува доста задоволни и то се после кој се вратеа, се препричаваше по работните колективи, кај што работеа во работилниците, така натака и така натака. Јас се сеќавам, например, 39-та година, ми се чини беше во Шишево, каде беше организиран ваков излет, успешен. Пондак излетот исто така во Катланово, каде се говореше за политичка ситуација, каде беше и студентска младина и така натака. Ваква активност, вакви приредби се одржува и 39-та и 40-та година до затварањето на урсовите синдикати во децембар 1940 година, каде после се користеа други форми, илегални форми, наваѓавне и легална форма да се користат вакви собери. Јас се сеќам 41 година,
ваков еден излет под форма на поправка на еден дечи дом кој го имаме во Козле, се организира масовен излет и на кој се говореше за настанатата политичка положба после окупацијата и имаше на него преко 200 души присутни на овај собир во Козле. 1933 година. Година кога фашизмот цврсто стапи на политичката сцена во Европа. Мрачна година и уште помрачни оние што следеа. Прогонства и репресалии против се што беше напредно. Забрана на прославите, на демонстрациите. И покрај тоа маса работници штрајкуваа против фашизмот, против војната и против милитаризацијата на земјите. Празникот на меѓународниот пролетаријат се одбележуваше и во најтешките и најкрвавите денови за човештвото, во деновите на Втората светска војна. Тогаш, кога по целиот свет беснееше суровата војна што ја потпали Хитлер, нашите народи празникот го одбележуваа со битки, со победи над непријателот. Нова Титова Југославија 1. мај го прогласи за државен празник, празник на трудот и на работничката солидарност. И 38 години тој мајски ден оди заедно со нас. Ги слави нашите постигнати работни победи и ги навестува новите. Веднаш по ослободувањето, празникот на трудот 1. мај, нашиот народ започна да го прославува во знакот на големите борбени идеали, во знакот на готовност за одбраната на нашата земја, како и растежот на нашето социјалистичко општество. Како ги подготвувавме свеченостите за овие големи празници и што значеа тие за севкупното наше живење, се сеќава и Јово Исајловски, поранешен активен општествено-политички работник. Првомајските манифестации во Скопје од ослободувањето до денеска се организираа према потребите и према политиката која се водеше за развивање на стопанството и општествените односи во нашата земја. Припремите за првомајските манифестации зависева од проблемите кои се решаваа во дадениот период. Првомајските манифестации во 1947 година беа усмерени во борбата за индустриализација и електрификација на нашата земја, за создавање поголема материјална основа на општеството, со тоа и подигнување и развивање на надградбата во областа на просветата, здравството, социјалната заштита и другите области во развитокот. Во 1948 година работничката класа на Скопје кроз манифестациите на првомајските празници пројавуваше единство во борбата против информбирото кој сакаше да ни наметне неправди врз нашата земја. Се бореше за линијата на Сојузот на комунистите, за линијата на другарот Тито, за правичната борба во која испаднавме победници. Тоа допринесе да понатаму нашата работничка класа со поголем елан ги извршава задачите кои ги поставивме со првиот петогодишен план. 1950 година првомајските празници беа посветени
на донесувањето на законот за работничкото самоуправување, што допринесе да работничката класа понатаму со поголем елам ги извршува задачите во производството и во други области на нашиот живот. Првомајските празници и понатаму во идните години па се до 1963-64 година бева во знакот на понатамошното развивање и зголемување на производството, создавање на поголема материјална база на самоуправувањето за подигање на животниот стандард на работничката класа во решавањето на нејзини социјални и други проблеми. Така да во тој период исто така се вршеше голема мобилизација на масите и во тој смисол имаме постигнати крупни резултати. Припремите на парадите и нивното време на трајање зависеше од содржината на приредбите кои треба да се извршат. Зависно од содржината на тие проблеми, што сакаме да постигнеме. И од тука може да се каже дека тие манифестации се припремава солидно од сите општествено-политички организации со координирана работа од органите на власта, Социјалистичкиот сојуз на работниот народ, синдикатите, младината и сите други заинтересирани фактори. Во колку парадите учествува Народната армија, секако дека се координираше и со тие. Во 1953 година, деветтиот слободен првомајски празник, скопјани и сите македонци заедно со народностите го прославуваа во радост и веселба, празнично. На тој ден, далеку зад нашите успеси и остварување на социјалистичките идеали, останаа пропаднатите обиди на Москва да не изолира, а фрлената кал падна на незиното лице. Низ димната завеса на лагите, најпосле и во најоддалечените земји во светот се проби зракот на вистината за нас, зракот на социјализмот. Веќе не бевме осамени. Миролюбивото човештво е со нас, а политиката на Југославија ги крчи патиштата кон вистинската историја. Во оваа 1953 година, кога Југославија брои околу 17 милиони жители, а Македонија скоро 1.300.000, од кои само во Скопје живеат 122.000, во главните градови се одржуваат првомајски паради на кои се прикажува готовноста на нашата земја и на нашиот народ за одбрана на татковината. Историјата не се повторува, но историјата дава поуки. А поуката од нашето најблиско минато е никогаш повеќе да не бидеме послаби од евентуалниот агресор. Затоа оваа првомајска парада беше во знакот на борбената готовност на нашата земја на единиците на Југословенската народна армија. Прославата започна спроти големиот ден, кога се одржа и академија со уметничка програма, на која свое учество зедоа најдобрите уметнички колективи во Републикава. Во топлата мајска вечер, под светлината на многобројните рефлектори и во присуство на илјадници луѓе, настапија Македонската државна филхармонија, Скопската опера, радиото, Државниот ансамбл на народни игри, групата Билјана и други. Свечености спроти празникот се одржаа и во работните колективи, а главните улици во градот беа искитени со цвеќе и многобројни транспаренти, знамиња, ноќни светилки кои му даваа величествен изглед на градот. Улиците и пространството околу плоштадот Маршал Тито, по кој требаше да се движи парадната поворка, беа преполни со луѓе. Прозорците, балконите, па дури и покривите од соседните куќи, беа како густ грозд од луѓе кои чекаа да ја поздрават оваа несекојдневна манифестација. На свечената трибина се наоѓаа највисоките политички раководители од Републикава. Председателот на Извршниот совет на Народното собрание на Народна република Македонија, другарот Лазар Кулишевски, составеновите на Извршниот совет другарите Видоe Смилевски, Љупчо Арсов, Вера Ацева, Страхил Гигов, Никола Минчев и други. Тука беа и представниците на Југословенската народна армија, како и гостите од Белград. Точно во 10 часот, со топовски истрели и звуците на парадниот марш, полковникот на Југословенската народна армија Брана Јовановиќ на бел конј му предаде рапорт на председателот на Извршниот совет другарот Колишевски и веднаш потоа импозантната парада започна. Начело на дефилето се наоѓаа работниците од скопските колективи, во чии раце високо се виореа црвените знамења, а меѓу нив и портретите на другарот Тито. Првите ракоплескања на илјадното граѓанство ги собраа пешадијските единици на Југословенската народна армија.
кој напред го има истакнато знамето кое пред 2 години им го подари другарот Тито. Улицата Маршал Тито трепереше под тешкиот и цврст чекор на младите војници. Очите и срцата на сите присутни граѓани беа упатени кон војниците, кои во потполност ја совладале техниката во ракувањето со современото оружје, спремни во секој миг да се стават во одбрана на својата земја. По нив доаѓаше моторизираната пешадија, артилеријата на конјска запрега, противтенковската артилерија, самоходките, најновото оружје во тие години, кое действува независно од моторизираните единици и други. Сето тоа современо оружје, макар и делумно видено на ова дефиле, ја потврди увереноста и сигурноста на сите југословени за одбрана на татковината. Првомајското дефиле на тој убав сончев ден го следаа и многуте авиони на нашето воено воздухопловство. Величественото дефиле траеше само 1 час, а за него се зборуваше со денови. Радост и задоволството од она што го видоа се читаше на лицето од најмладиот до најстариот скопјанец и дојденец од внатрешноста за оваа прилика. За постарите, ова беше прилика да се потсетат уште еднаш на не така далечното минато, кога по истите овие улици маршираше фашистичката чизма, кога истиот овој воздух над градот го труеа непријателските авиони. Беше тоа момент, прилика да се потсетат на надчовечките напори, на жртвите кои беа положени за оваа наша денешнина. Беше тоа и повод секој граѓанин да се потсети на 15 млади граничари, кои подмолно и на зверски начин беа убиени од информбировскиот куршум. Нашиот човек се сеќава на се, и на доброто, и на лошото. А оние кои ги дадоа своите животи за да можеме денес вака да го празнуваме овој ден, вечно ќе живеат во нашите срца. Граѓаните се уште беа под импресија на оваа празнична свечена атмосфера, кога тие денови на 4 мај пригодно се прослави 50 годишнината од смртта на Гоце Делчев, великанот на македонската револуционерна историја. Првомајските празници беа повод во повеќе општини низ републикава да се засили како политичката, така и културно-просветната активност во нашево живеење. Така, во повеќе села од Дебарскиот крај се отвораа просветни установи како библиотеки, домови на културата, читални и така натаму. 10 години подоцна, во мај 1963 година, на истиот ден и на истото место, околу 120.000 скопјани и граѓани од внатрешноста повторно излегоа да го прослават големиот ден на трудот. Овој пат, првомајското дефиле импресионираше со масовното учество на младината. За изминатите 10 години, младите од цела Македонија, како впрочем и од цела Југославија, остварија импозантни резултати во развојот и изградбата на својата земја и во зацврстувањето на братството и единството меѓу сите југословенски народи и народности. Под звуците на фанфарите, точно во 8 часот и 30 минути, започна парадата. Челото на првомајското дефиле, 8 младинки и младинци облечени во сини работнички униформи, сред мноштвото црвени знамиња носеа букети цвеќе со кои му го честитаа празникот на секретарот на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Македонија, другарот Лазар Колишевски. На свечено украсената трибина, освен највисоките општествено-политички раководители, се наоѓаа и представници на конзуларниот хор во Скопје, како и поглаварите на верските заедници во Македонија. По нив следеше друга група младинци, кои ги носеа портретите на великаните на светската историја – Маркс, Енгелс, Ленин и Тито. А по нив доаѓаше долга, бела колона од пионери и пионерки, а потоа средношколци со високо развиорени црвени знамиња. Мощно впечатлив на оваа манифестација беше настапот на работните колективи. Вработените во најголемите стопански објекти во Републикава, облечени во сини униформи, го презентираа напредокот на нашето стопанство и на нашата индустрија. Со транспарентот низ самоуправата растеме, сложно чекореа 200 членови од повеќе скопски работни колективи. Вниманието на присутните го предизвика и паролата Работничкиот совет, парламент во нашиот колектив, како и макетата со символично значење, на која беше представена фабрика на која виси клуч во 2 раце.
Макетите и транспарентите на повеќето стопански организации беа носени на колоната камиони, која полека се движеше низ центарот на градот. Првите се на Макотекс и хромните рудници Радуша, кои мошне сликовито на голема макета го прикажаа својот растеж. Потоа следуваа приказите на текстилците Кузман Јосифовски Питу и Наум Наумовски Борче, потоа Ацетиленка, Македонски фолклор, Прогрес, Црвена звезда, Билјана, Цветан Димов, Пролетер. Драгица Георгиевска, млада работничка во фабриката за чорапи и трикотажа Црвена звезда, се сеќава. Во 1963 година, во мај месец, нашата фабрика Црвена звезда, поточно нашиот погон Моделарско, за прв пат настапуваше на првомајското дефиле. А јас како млада работничка, мислам, во Моделарско и со 20 други млади работнички учествуваме на дефилето. Ги покажавме нашите најнови модели, а исто така и го покажавме едниот дел од нашите машини, што ги произведуваме нашите производи. Само да кажам дека сите тие денови атмосферата беше, мислам, во нашиот погон и во нашата фабрика многу беше свечена и сите се осеќаме, мислам, радосни, пошто за прв пат Моделарско наше одделение што беше формирано, моделите ги покажа на првомајското дефиле. Зад нив е колоната со представници од црната и обоената металургија, а очите на сите граѓани се вперени во паролата: во 1964 година ќе произведеме први тони челик во нашата работна заедница. Следуваа металскиот завод Тито и фабриката 11 октомври, кои ги прикажаа своите најнови производи. Долгата колона со представници од стопанските организации на ова дефиле заврши со настапот на работната организација Автомакедонија со своите фичовци, Фиат 1300 камиони и мотоцикли. Работникот Лука Павич, вработен во Автомакедонија, беше еден од организаторите за учество на својата работна организација на ова првомајско дефиле. Во 1963 година, па околу март месец, април, добивме така едно писмо од градски одбор на град Скопје околу припрема за учество на парадата за 1 мај. Ние како организација по добивање на тоа писмо бевме прилично овака радосни дека и нашата организација ќе учествува на парадата. Јас како непроседен организатор тука во Препреде, бидејќи прилично работници кои учествуваа на парадата во 1963 година, тие се заминени во пензија, така да можам нешто од посеќавање да го кажам како тоа е било, каква атмосфера е била, значи за учество на парадата од нашите работници. Со добивање такво писмо ми организиравме тука што можеме да излеземе на парадата, за да може да прикажеме што нашата работна организација во Деклус работи. Како прво организиравме транспаренти, алишта за работниците како ќе испадат на парадата. Тогаш на самата парада излеговме со производи што нашата работна организација ги продаваше тогаш. Фичо, тогаш Фичо од застава Крагуевац, камиони там од Марибор, ФАП од Прибој и мотоцикли Томос. Во 1963 година, значи, вработени беа во нашата работна организација околу 220 работника, а учествува на парадата околу 25 работника. Со звуците на интернационалата во колоната навлегоа и представниците на нестопанските дејности. Пееа, маршираа младите физкултурци, спортисти, падобранци, едриличари, припадници на работните бригади и студентите од скопските универзитети. На крајот беа играорците од културно-уметничкото друштво Орце Николов, кои со својата игра го завршија дефилето и ја започнаа општонародната веселба на плоштадот Маршал Тито, која траеше до досна во ноќта. За достојно да го пречекаат овој ден, овој празник на трудот, скопјани на 1 мај 1963 година ги направија и првите чекори преку новоизградениот мост на реката Вардар на местото на стариот железен мост. Тој е долг 97 метри, широк 25 метри, а чинеше 260 милиони динари. Отворена е и нова главна сообраќајница, булеварот Кочо Рацин,
а скопскиот гигант железарницата е во интензивна изградба. Ширум целава република се отвораат нови објекти. Така во Скопје беше свечено пуштен во употреба новиот кафе-ресторан Метропол, кој можеше да прими 800 гости. Во Прилеп, Титов, Велес, Куманово, Кавадарци, Кичево, Крушево, Кочани, Штип, насекаде по некој нов објект е пуштен во употреба на тој ден. Само да споменеме дека во оваа 1963 година на традиционалните второмајски излети во Сарај се наоѓаа над 50.000 скопјани, што представуваше своевиден рекорд до тогаш. Така беше на сите попознати излетнички места низ Републикава, каде што излетите беа организирани и преку работните колективи. Во првите години од 8-та деценија, во 1973 година, празникот на трудот свечено се прославува и одбележува на сите меридијани во светот. Паради, рецитали, излети во природа, но и крвави демонстрации онаму каде што работничката класа се уште е запоставена. За жал, такви места на земината топка имаше многу и во оваа година. Кај нас, како и секоја година од ослободувањето па наваму, празникот на трудот го пречекавме среќни, весели. Навистина, оваа година, како и неколкуте пред неа, ги немаше импозантните правомајски паради, дефилеа и сите оние возбудувања и доживувања што ги носеа тие со себе. Но затоа пак тука беа пригодните свечености, одбележување на годишнини, како и успеси на нашите работни луѓе. Така железничарите го прославија своето 100-годишно постоење и работење, за што ја добија и правомајската награда, тоа високо признание кое традиционално секоја година се доделува за највисоки достигнувања во стопанството. Ова признание го доби и предпријатието за дрвна индустрија Треска, погон Кавадарци. За ова високо признание на овој колектив, еве ги сеќавањата на другарот инженер Живко Бакулевски. После 15 годишно работење и работната организација Треска Страшо Пинџур Кавадарци стана добитник на првомајската награда. Добро се сеќам за периодот, тоа беше 1973 година, што значи период пред 10 години. Таа награда, кога слушнавме, кога добивме као таква, сите као раководители и работници бевме пресреќни и презадоволни. Јас, како еден од раководителите од тоа време, водев фабриката за шперплочи. Истата година беше за нас една од најуспешните фабрики, каде беше беа постигнати максимум резултати. Сакам да напоменам дека во тоа време работевме од 6 до 6, немавме одредено работно време, сите раководители до еден и со тоа и самите резултати беа неизбежни. Ете така ги пречекувавме и одбележувавме првомајските празници, тие големи денови на трудот, секогаш крунисувани со уште поголеми постигнувања во сите сфери на нашето живење. А ова мало подсетување на нив секако овозможи уште еднаш да го согледаме нашиот огромен растеж и подем. Овозможи да видиме каква беше радоста за она што со сопствен труд го постигнувавме, но и да потврдиме каква радост представува животот, кога тој се живее во своја слободна земја и кога се осмислува со својот сопствен труд.